Лидерот на Алијанса за албанците Арбен Таравари натаму молчи во врска со скандалот со куќата за која во неговиот анкетен лист пријавил дека е купена по багателна цена. Јавноста со денови алармира дека имотот што го пријавил Таравари како сопственост во елитниот дел на Скопски Карпош е со многу пониска вредност од реалната, односно дека Таравари метар квадратен за луксузна куќа го платил само 576 евра. Лидерот на Алијанса за албанците молчи на прозивките. Алфа повеќе пати се обиде да стапи во контакт со него, но тој не одговори на нашите повици. Случајот со Таравари и претходно со лидерот на ДУИ Али Ахмети за неговиот луксузен имот, за кој неговиот внук Фатмир Лимани тврди дека го поседува, а не е пријавен во неговиот анкетен лист, го отвори прашањето дали функционерите ја пријавуваат реалната состојба на имот во анкетните листови. Поранешниот председател на Државната комисија за спречување корупција Воислав Зафировски укажува дека проблемот е системски. Тој реагира дека е итно потребен механизам кој ќе контролира дали функционерите ја пријавуваат нивната вистинска имотна состојба, оти вака поставената процедура не носи ефикасност. Антикорупцијска нема надлежност да постапува дополнително ако судските инстанци потврдат дека има нереална состојба наведена во анкетниот лист, како што е сомнежот во случајот со Таравари и Ахмети. Казната доколку се утврди такво нешто е само 500 евра, што не значи ништо за функционерите ако не го пријавуваат нивниот вистински имот. Потребен е нов повеќе слоен механизам преку кој ќе се констатира дали во анкетниот лист се пријавени вистинските реални состојби на носителот на јавна функција. Сето тоа би имало смисла ако се утврди дека не се пријавени реалните состојби на тоа лице и да му се изрече забрана за јавна функција. Инаку, куќата на Таравари е наведена во неговиот анкетен лист како недвижен имот, која стекнал со договор за купопродажба со вкупна вредност од 150.475 евра. Најверојатно од како станал градоначалник на Гостивар, бидејќи овој имот го нема во анкетниот лист кога бил министер за здравство.